Добар ден, Куманово! Добар ден, ВМРО ДПМН! Драги пријатели, сме пред локалните избори, собрани тука. Го слушавме почитуваниот доктор Зоран Георгиевски, кандидат на ВМРО ДПМН. Докажан човек во својата професија, докажан човек во местото каде што живее, човек почитуван, човек респектиран, човек кој што сите добро го познаваат и го познаваат по-добро. Докторе, само на почетокот една забелешка од мене. Рековте, можеме да победиме. Не, ќе победиме. ВМРО ДПМН ќе биде победник овде во Куманово. Која беше моја забелешка? Благодарам. Драги пријатели, ние сме политичка партија која што со години наназад се карактеризира со тоа што е посветена на реформи, посветена на создавање на дела кои што им служат на граѓаните, дела кои што го подобруваат животот на граѓаните, дела кои што го олеснуваат животот на граѓаните. Ние сме партија која што исто така се докажа по еден друг факт, а тоа е дека не ветуваме било што и било како. Ветуваме само тоа што можеме да го направиме и тоа и го правиме. Партија што се држи до зборот. Затоа и нашата програма е карактеризирана со зборот дела, затоа што досега граѓаните не препознаваат по дела. Може да збори кој што сака, може некому нешто да не му се допаѓа или да му се допаѓа, може да е искрен или да е неискрен кога говори, може да настапува партиски или во нечие име. Но најголемиот дел од граѓаните, ако не повеќе, барем внатрешно интимно во себе знаат дека ВМРО ДПМН е партија која прави дела. Дела за народот, дела за граѓаните, дела за подобар и поквалитетен живот. Драги пријатели, следуваат локалните избори. Ние ќе продолжиме во истиот дух. Ние имаме кандидат кој што исто така во својот живот е познат по тоа што со тоа што се зафатил, го завршил. Си го задржал зборот таму каде што го дал, оставил место секој да го почитува. Со таков кандидат тргнуваме на овие локални избори, тргнуваме во оваа кампања, од која што ќе излеземе како победници. Време Куманово да даде шанса на ВМРО ДПМН. Па да види што се вика локална самоуправа, да види што се вика градоначелник. Драги пријатели, веќе ги слушаме првите знаци на тоа како СДСМ во наредните 2 недели. Првите знаци за тоа како СДСМ во наредните 2 недели ќе се обиде да го извлечи од оној бурар во кој што е пропаднат Бранко Црвенковски и да најде причина како да си го погази тоа што го говореше во изминатиот период. Веќе низ денешните вестници гледаме како вадат шпекулации дека ние сме попуштиле, ќе имало предвремени избори, ама не одма, ќе биле малку подоцна, ќе било вака, ќе било така. Гледаме дека веќе нивните мегафони почнаа да бараат алиби за да се приберат назад и да влезат во нормалниот тек на политичките збиднувања во Македонија. И мене ми е тоа мило. Прво ми е мило заради тоа што со тоа ќе добие Република Македонија и второ ми е мило затоа што редно е да се види на овие избори во Куманово, не сами да излеземе без кандидатот од СДСМ, туку да излеземе со него и да добиеме една победа која што ќе биде вистинска победа. Ние не сакаме тука победа, сакаме победа над Зоран Дамјановски. Сакаме победа со противник,
Сакаме победа во која што ќе се вкрстат два концепти. Граѓаните ќе имаат можност да изберат еден концепт на ветено и во голема мера неостварено, и еден концепт на успешен човек, на човек кој што направил дела во својот живот, почитуван човек и човек кој што го држи до својот збор. На актуелниот наш кандидат, член на ВМРО-ДПМНЕ, доктор Зоран Георгиевски. Драги пријатели, ние како влада во минатиот период, иако ја немавме локалната самоуправа тука, се трудевме колку што можеме и покрај многуте обструкции што доаѓа од градоначалникот Зоран Дамјановски, се трудевме колку што можеме да помогнеме. Се заврши и се изгради предпоследната делница на автопатот Александар Македонски или коридорот 10 од Табановце до Куманово. Тој се пушти во употреба. Се изгради локалниот пат Куманово село Пчиња во должина од над 9 километри, за кој што инвестиравме 37 милиони денари, и со овој инвестиционен зафат беше возможен и се возможи проток на луѓе низ овие места. Овој крај е познат по своите раноградинарски култури, така да верувам дека луѓето што живеат таму го гледаат аерото сето тоа. Се изгради исто така и се реконструира патот Куманово-Пчиња, Војник Клечовце, се опреми Кумановската болница со нова опрема, за да им помогне на сите граѓани кои што имаат проблем со здравието или ќе имаат во иднина проблем со здравието. Владата издвои околу 350.000 евра за опрема во болницата и заедно со италијанската помош која што се обезбеди, набави посериозна количина на опрема во оваа болница, со што значително ќе се подобри квалитетот на здравствени услуги во Кумановската општа болница. Покрај ова се отвори факултетот за бизнис администрација со седиште во Куманово, како и факултет за геодезија, кој што верувам дека понатаму ќе се развива. Оделивме и 3,5 милиони евра за локалната самоуправа на Куманово за изградба на водоводна мрежа и фекална канализација. Градот Куманово има хроничен недостиг на вода во летните периоди, а како една од причините може да се наведе и старата и дотраена водоводна мрежа во која што загубите се над 55% од преработената вода. И тоа треба да биде еден од првите и ќе биде еден од првите заложби на новиот градоначалник, на почитаниот доктор Зоран Георгиевски. Понатаму се изгради спортски сали, изградбата на спортската сала во дворот на земјоделското училиште Киро Бурнас. Се обезбедија 10 милиони денари за набавка на темелен испустен вентил на Липовската брана од средства на владата на Република Македонија. Владата обезбеди средства за ревитализација, реставрација и надградба на железничките станици во Табановци и во Куманово, проект кој што го започнавме пред неколку месеци. Понатаму обезбедени се средства и за други намени, за тениски игралишта, за фудбалски игралишта, за други спортски игралишта и терени, така што ВМРО-ДПМНЕ и покрај многуте обструкции кои што ги имавме од актуелниот градоначалник, сепак правеше се што беше во нејзина мог, односно во наша мог, да помогнеме колку што можеме на овој град и на овие луѓе кои што овде живеат и чекаат некој да им помогне од политичарите. Но гледајќи програмата на кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, можам да кажем дека, имајќи во обзир дека тој внимателно работеше на неа во изминатиот период, заедно со членовите на раководството на партијата и заедно со поширокото членство, имајќи во обзир дека ние како партија подолг период ја подготвувавме програмата, уште пред да го одредиме кандидатот. Подосна, кога тој се вклучи, детално ја разгледа, имав неколку подолги разговори со него околу овие прашања, ми објасни дека многу внимателно, дел по дел, ја проучуваше и партиската програма која што беше подготвена, но и неговите идеи кои што подосна се надоградија во таа програма.
и дека дел по дел ги проверуваше работите, дали се е точно на место ставено и дали се може да се изреализира онака како што е ветено. Дури ми кажуваше дека заедно со своји пријатели и со партици од ВМРО ДПМН проверувале одредени работи на терен за да се уверат во деталите на секој проект кој што треба да се вети и да се заврши. Тоа ми покажа уште еднаш дека станува збор за многу сериозен човек. За човек на кој што му значи дадениот збор и човек кој што не сака да си го изволка образот кој што го градил во минатите 50 години од неговиот живот. Таков човек му треба на Куманово. Погледнете, например, колку работи што ги беше ветил актуелниот градоначелник Зоран Дамјановски не се завршени. Тој, рече си, 2 мандата е градоначелник, сега сака уште еден. И за време на своето 8 годишно работење пропушти да реши многу суштински проблеми за Куманово. Во 21. век општина Куманово се уште има проблем со водата за пиење. Јавните предпријатија тонат во долгови, а во поголемиот дел од нив на вработените и доснат ватки. Она што Дамјановски како круцијални проекти ги вети, а не ги оствари, меѓу другото се и тој вети, а не оствари решавање на сообраќајниот хаос преку изградба на катна гаража. Вети, а не оствари изградба на подземна сообраќајница. Вети, а не оствари решавање на проблемите со водоводот и канализацијата во рурални средини и во населбите во општина Куманово. Вети, а не оствари дислокација на депонијата во Пчиња. Вети, а не оствари изградба на општинската зграда. Зоран Дамјановски, поддржан од мнозинството на советници на СДСМ, успеа и да ја поскапи цената на водата. Секоја година мнозинството на советници од СДСМ големи средства по 12 милиони денари префрлаа за санирање на загуби на јавното предпријатие, наместо да го средат и да тие средства ги насочат во корисни проекти. Јавното предпријатие со години го раководи неговиот близок Виктор Божиновски, е еден од најеклатантните примери за лошото работење на општината. Долгот на ова јавно предпријатие кон водостопанство, од која ја презема сировата вода, е околу 54 милиони денари. А додека на минатото водостопанство кое во стечај ова јавно предпријатие му должи 40 милиони денари, и тоа по основ на судски пресуди. По основ на кредит на пречистителната станица должи 14,6 милиони денари на Европската банка за обнова и развој. Наскоро ќе се соочиме и со нови проблеми ако овој градоначелник остане на ова функција и со нови задолжувања кои што граѓаните се тие кои што ќе треба да ги плаќаат. Почитуван докторе Георгиевски, почитуван наш кандидат за градоначелник на ВМРО ДПМН за Куманово и почитуван иден градоначелник на Куманово. Вие во еден период од вашиот живот сте работели и во итна помош. Овдека ќе ви треба тие способности. На Куманово со вакви долгови неплатени обврски, нерешени проблеми, навистина му треба човек кој што има искуство во итна помош, символично кажемо. Ја разгледав програмата која што, како што кажав, нашата партија, заедно со кандидатот, инаку член на ВМРО ДПМН, ја направија, и можам да кажам дека има проекти кои што навистина ветуваат подобри денови. Она што е карактеристично за ВМРО ДПМН е постојана борба за отворање на нови работни места, дури и во вакви услови во кои што во светот има проблеми, во Европа има длабока криза, рецесија во Европската монетарна зона, и она што треба и ќе биде карактеристично за кандидатите и за градоначалниците на ВМРО ДПМН е тоа што
Не само што ќе треба да се грижат за основните работи, како што се водоводи, канализации, улици и така натаму. Тие ќе треба рамо до рамо со владата да одат и да бараат инвеститори за нивната општина. И тоа е договорено кај нас. И тоа веќе во голем дел од општините каде што ВМРО ДПМН има градоначелник почна да се практикува. Не можеме да чекаме друг само да ни заврши работата. Владата прави се што е во нејзина моќ. И јас, и подпредседателот Печевски, и подпредседателот Ставрески, и министрите кои што се назначени за привлекување инвестиции Бил Павлевски, Веле Самар, и Миле Јанакиевски, и сите други во владата кои што на некој начин се посветени на ова и се задолжени да го работат, даваме се што е во наша моќ. Но секогаш може и повеќе. Секое вклучување на еден човек повеќе ќе помогне. Секоја посета од градоначелник на некоја крупна компанија која што размислува да отвори нов погон или нова фабрика, сигурно дека ќе помогне во убедувањето, затоа што кога ќе му дојде и градоначелник, тоа ќе биде чека повеќе. Но кога градоначелник ќе му каже дека веќе почнал изградба на индустријска зона, како што има зацртано докторот Зоран Ѓоргиевски во неговата програма, тоа ќе звучи уште поубедливо и ќе значи дека тој човек има сериозна намера да привлече инвеститори, да им помогне и на тој начин да помогне на граѓаните кои што очекуваат нови работни места. Нас во Куманово ни треба партнер со кој заеднички што заеднички ќе се бориме да се привлечат повеќе инвестиции. Во сегашниот градоначелник не можевме да најдеме таков партнер. Но во Зоран Ѓоргиевски имаме таков партнер. Тој е човек што знае да се бори, човек што знае да даде се од себе, човек кој што знае да убеди, да даде збор и да го оствари тој збор. Во неговата програма, покрај отворањето на индустријска развојна зона во непосредна близина на автопатот Александар Македонски, каде што за поефикасно изновање на инвеститори ќе се изгради ваква зона. Предвидена е изградба на нова автобуска станица. Предвидена е изградба на нов зелен пазар во населбата Гоце Делчев. Предвидено е да се направи и откупно дистрибутивен центар за земјоделските производи по моделот на јавно-приватно партнерство. Предвидена е изградба на пат село Пчиња, село Вакав, село Винци. Предвидени се нови градинки на неколку места во општината. Реконструкција на околу 10 средни и основни училишта. Доизградба на секундарната канализациона мрежа со вклучување на приградски населби и села во селото Бановце, во село Тромеѓа, населба Перочичо, во село Доно Којнаре, во село Горно Којнаре, во населба Бедиње, село Режановце и во неколку други места. Изградба и на спортски сали. Доизградба на детското одморалиште во село Двабочица. Реконструкција и надградба на градскиот фудбалски стадион. Основање на јавно сообраќајно предпријатие. Реактивирање на веќе постоечкиот тутунски вод за конечно решавање на постоечките проблеми со водоснабдувањето во општина Куманово. Тој предвидел и изградба на 2 повеќе наменски спортски игралишта во село Пчиња и во основното училиште 11 октомври, како изградба на еден двоен терен за тенис во населбата Гоце Делчев, заедно со напорите кои што ние ќе ги правиме. И на повеќе други проекти кои што тој предналку ги представи и за кои што вреди Куманово да размисли. И по подолго време за градоначелник на Куманово да даде шанса на човек избран, внимателно избран од ВМРО ДПМН, па да видат како се работи, како се прави напред. Ние со него ќе работиме во оној дух кога кажувавме во минатата кампања и велевме заедно можеме повеќе. И во многу општини докажавме дека заедно можеме повеќе. Докажавме и во Битола, и во Прилеп, и во Центар, и во Ѓорче Петров, и во речиси сите општини, каде што имаше од другата страна подготвеност, желба да се соработува со владата за доброто на граѓаните, за доброто на луѓето во општината.
Но онаму каде што немавме таква желба, онаму каде што имавме отпор, онаму каде што имавме оправдувања, таму тоа не беше возможно. Затоа, со оваа програма на овој човек, заедно со напорите на владата, ви уверувам дека Куманово ќе има значително поголем напредок од тоа што беше досега. И затоа, уште еднаш ќе кажем, ВМРО ДПМН, заедно со доктор Зоран Георгиевски, ќе победи на овие избори и ќе ги реализира овие проекти кои што ги ветите во програмата. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Куманово! Да сте здрави и живи! Победуваме!